Над 1200 ученици го формираа македонското знаме во општина Бутел, сподели на социјалните мрежи градоначалникот Дарко Костовски. Костовски посочи дека знамето и химната се символи на државност и секој треба да се идентификува и да ги почитува националните символи на Македонија. Со особена гордост го одбележуваме овој значаен момент, формирање на македонското знаме, кое е символ на независноста, заедништвото и достоинството. Тоа не повикува да бидеме обединети, горди и одлучни во зачувување на нашите вредности, напиша Костовски на социјалните мрежи. Првиот човек на Бутел додаде дека овој чин говори за љубовта кон татковината и почита кон нејзините историски вредности. Развивање на чувството кај младите да си ја сакаат, почитуваат, штитат и чуваат татковината и да ги почитуваат сите нејзини национални белези и символи. За нас е важен момент, нагласи првиот човек на Бутел. ЗОО Скопје почнува кампања "Кажи стоп за петарди и огномет" со цел да ја зголеми свеста за последиците од употребата на пиротехнички средства во текот на празничните прославувања. Според нив, употребата на пиротехнички средства е опасно како за луѓето, така и за животните. Милиони птици угинуваат од стрес или исплашени ги напуштаат своите гнезда со малечки за кои потоа нема кој да се грижи, умираат од глад и дехидрација. Кучињата и мачките може да доживеат огромен стрес или во најлош случај срцев удар од страх. Дивиот свет исто така страда. Бучавата и светлината ги вознемируваат до степен да може да настапи смртно и да ги напуштат своите малечки кои потоа страдаат. Силниот звук има огромно влијание кај дечиња со потешкоти во развојот или пак со аутистичен спектар на нарушување, а празничниот период не треба да им носи трауми поради петардите. И животните во зоолошката во Скопје доживуваат голем стрес, стои во соопштението на ЗОО Скопје. Оттаму апелираат сите заедно да се вклучиме во оваа кампања и оваа година рекордно да се намали употребата на пиротехника. Се надеваме дека повеќе училишта ќе се вклучат во заеднички активности со Скопје ЗОО, а како прва задача за сите основни и средношколци предлагаме да бидат креативни и да направат цртежи на тема "Кажи стоп за петарди и огномет". И за крај уживајте во празнувањето на празниците, но оставете ги и другите да уживаат. Стоп за пиротехничките средства, велат од ЗОО Скопје. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје известува дека во текот на изминатото деноноќе се реализирани активности за отстранување на 40 кубни метри отпад од диви депонии, лоцирани во скопските општини Газибаба, Чаир и Ѓорче Петров. Расчистена е обемна дива депонија на улицата Чаирска во населбата Газибаба во непосредна близина на основното училиште Тепејус, каде се подигнати и транспортирани приближно 15 кубни метри мешан комунален и кабаст отпад. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје интервенирало и на булеварот Никола Карев на Пластичарска улица, каде што од јавни површини се отстранети 10 кубни метри мешан комунален кабаст отпад и неколку автомобилски гуми. На улицата Васил Чакаларов во непосредна близина на Порта Влаја подигнати и транспортирани се приближно 15 кубни метри непрописно одложен градежен и кабаст отпад, санитарии и отпад од картонски пакувања, одложени на древни и сообраќајни површини, стои во соопштението на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Во општина Илинден на повеќе локации се спроведува голема акција за пошумување во рамки на проектот Зелена општина Илинден. Имено во рамки на акцијата, која ќе трае во наредниот период, ќе бидат засадени над 2000 садници од повеќе видови. Целта е да се придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот, унапредување на животната средина, како и подобрување на условите за живење. Заедно со општествено одговорни компании, граѓани, ученици, јавните предпријатија, општинската администрација, се сади покрај пешачко-велосипедските патеки, покрај улици, патишта, училишта, детската градинка, спортските терени, пределот на Иватовски ред и други јавни површини. Со реализацијата на овој проект се залагаме за еколошки почиста општина, како и подигнување на еколошката свест. Заштитата и унапредувањето на животната средина представува еден од приоритетите во работењето на локалната самоуправа, велат од општина Илинден. Грижата за екологијата и здравата животна средина е обврскана секој од нас, па во таа насока. Во општина Илинден се почесто ќе се спроведуваат акции за пошумување, напиша градоначалникот на општината Александар Ѓоргиевски на социјалните мрежи.
Во прифатилиштето на јавното предпријатие Лајка е констатирана појава на инфективна болест штенечак или кучешка чума. Имено станува збор за вирусно заболување, исклучително ризично по животот на заловените кучиња, без никаква опасност по здравието на луѓето. Веднаш по констатирањето на првите случаи, согласно стручните ветеринарни препораки и насоки, превземени се низ за превентивни мерки. Од денес престануваме со заловување и враќање на бездомни кучиња, првично во период од 14 дена, поради долгата инкубација на болеста и следствена опасност кучињата да пројават знаци на болеста веќе откако ќе бидат вратени на локација. Затоа во периодот од 14 дена во стационарот ќе се прифаќаат само кучиња кои се пријавени за агресивни или кои каснале граѓани, информираа од Лајка вчера. Оттаму информираат дека ќе работат исклучиво на вдомување на застојните кучиња, кои престојуваат со години во нивното прифатилиште и имаат имунитет, а ќе бидат предадени на новите собственици, единствено со негативен тест на штенечак. Мерките кои се превземаат во овој период се неопходни и од исклучителна важност, со цел да превенираме ширење на болеста, која е подмолна и фатална по здравието и животот на кучињата, додаваат од Лајка. Во Ѓорче Петров започна изградбата на нов паркинг простор во близина на спортското фудбалско игралиште Млади лавови на булеварот Македонска војска. Со вкупна површина од 850 квадратни метри. Паркингот ќе овозможи простор за приближно 50 возила, обезбедувајќи уредено и безбедно место за паркирање. Ова е уште еден чекор во решавањето на проблемот со паркирањето и ослободување на улиците од непрописно паркирани возила, сподели градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски на социјалните мрежи. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја